Обвинителството за гонење на организиран криминал и по втор пат се прави глуво и немо по признанието на Русковска дека поранешниот премиер Заев директно и се јавувал за да ургира и бара преквалификација на делото за случајот 27 април. И се пазарел, барал на место за тероризам, таа како главен обвинител да ги гони луѓето за поблаго дело, затоа што нему му требало подршка за уставните измени да го смени името. Поуште Русковска гордо се фали дека го одбила. Тоа што Русковска треба да го знае како екс-обвинителка, но и сегашниот републички јавен обвинител Коцевски е дека ваквата неизина изјава може да се смета за признание за извршено кривично дело, посебно ако се земат предвид одредбите од кривичниот законник. Потенцијалните прекршувања вклучуваат примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на службена положба и овластување и трговија со влијание, тешки дела за кои се предвидени високи затворски казни. Ако ова не е тргување со влијание, ја не знам што е. Ама и тогаш, како и сега, државниот обвинител не гледа и не слуша ништо. Велат од таму требала Русковска сама да пријаве, за да можат обвинителите да постапат. Сама да пријави. А овие две јавни признанија што се? Или гласот не допира до Коцевски? Друго уште поважно. Па има ли поголем доказ од ова, дека оние 30-тина луѓе кои лежат затвор, таму се само заради името? Затоа мора подитно, прво да се гонат Русковска и Заев, а потоа без било какво одлагање овие луѓе да бидат пуштени на слобода и ние како народ да најдеме начин да им се одолжиме. Има ли во Македонија судија или обвинител вистински патриот, кој ќе донесе одлука да ги пушти или барем да има ново судење? И не само тоа, еднаш реков и ќе повторам. Веднаш треба да се отвори нов случај со исто име, но во него сега да се гонат сите оние политичари, почнувајќи од Заев, Русковска и Кацарска, кои го конструираа и спроведа овој ужасен политички прогон.